Денеска продолжуваме со Евангелието според Јован, онаму каде што Јован минатата недела застана, значи од 15-та глава, од 18-тиот стих, одиме до крај, до 27-тиот. Значи денеска завршуваме оваа 15-та глава. Но, ако погледнеме малку наназад, тоа е со овој дел од Евангелието според Јован од 13-та глава до 15-та глава 17-тиот стих, каде што минатата недела завршивме, ќе забележиме дека основен мотив е љубовта. Преовладува љубовта во сето тоа. Значи од 13-та глава гледајте првиот стих. Пред празникот Пасха Исус, знаејќи дека му дојде часот за да премине од овој свет кон таткото, љубејќи ги своите во светов, ги возлюби до крај. Ги возлюби до крај. Па се до минатата недела кога завршивме со 17 стих, каде што вели: ова ви заповедам, да се љубите еден со друг. Значи Исус цело време ни зборува за љубовта. И тоа не било која е љубов, туку љубов во библиски рамки. Дека љубовта е заповед, така гледаме овде. Ви заповедам да се љубите, а не е емоција. Значи овие претходни недели зборуваме цело време за љубов. Да, Исус не охрабрува преку тоа, Исус не припрема за овој свет каде што живееме. Ама денеска ќе видиме нешто сосем поразлично, многу поразлично, тоест ќе видиме еден контраст на љубовта или пресмрт, а тоа е омраза. Значи денеска ќе зборуваме за омраза. Јован, гледајте какви пресврти прави во своето Евангелие, какви контрасти, светлина, темнина, љубов, цело време за љубов и сега омраза. Ајде да го прочитаме нашиот текст, значи од 18 стих до 27. Ако светот ве мрази, знајте дека мене ме мразеше пред вас. Ако бевте од овој свет, светот би ги љубел своите, но бидејќи не сте од светов, туку јас ве избрав од светот, затоа светот ве мрази. Помнете го зборот што ви го реков: слугата не е поголем од својот господар. Ако ме гонеа мене, ќе ве гонат и вас. Ако го пазеа моето слово, ќе го пазат и вашето. Туку се ова ќе ви го прават заради моето име, зашто не го познаваат оној кој ме пратил. Да не дојдев и да не им зборував, немаше да имаат грев. Но сега немаат изговор за својот грев. Кој ме мрази мене, го мрази и мојот татко. Да не направев меѓу нив дела, какви никој друг не направил, немаше да имаат грев. Но сега видоа и пак не замразија мене и мојот татко. Туку треба да се исполни словото, запишано во нивниот закон. Ме замразија без причина. А кога ќе дојде утешителот, кого јас ќе ви го испратам од таткото, духот на вистината, кој излегува од таткото, тој ќе сведочи за мене, а и вие ќе сведочите, зашто сте со мене од почетокот. Од овој текст денеска сакам да одвоиме само 3 точки, и тоа 3 точки кои ќе бидат 3 одговори зошто светот не мрази. Зошто светот не мрази, или поточно зошто ме замразија без причина, како што вели самиот Исус. Ме замразија без причина. Прва причина зошто светот не мрази, ќе најдеме првата причина овдека во нашиот текст. Значи, не одиме никаде надвор од таа рамка, не одиме надвор од словото. Текстот ги дава самите одговори. И така прочитавме во 7-миот стих пред некоја недела. Ако останете во мене, ако барат и ако моите зборови останат во вас, барајте што и да посакате и ќе ви биде. Значи, ако останеме во рамката, во словото, тогаш е добро. Но ако излеземе надвор од рамката и ако одговори бараме низ светот, низ некои други книги, тогаш не е добро. Тогаш работиме нешто по свое, а не според Божиот.
И зошто светот не мрази? Прва причина која е од текстот е бидејќи не сте од светот. Дали ова ние го слушаме денеска овде? Бидејќи не сте од светот. Не сме од овој свет. Затоа светот не мрази. Затоа светот ги мрази христијаните. А зошто не сме од светот? Одговорот е пак во текстот. Јас ве избрав од светот, затоа светот ме мрази. Јас ве избрав од светот, затоа светот ме мрази. Значи, не сме од светот затоа што сме избрани од светот. Ќе видиме покасно за тоа. Значи, луѓето, грешната, падната природа не може да го поднесе избирањето, не може да го поднесе предодредувањето. И тука се големи реакции. Тука е таа голема реакција на грешната природа. Не можат да го слушнат ова, кога вели не ме избравте вие мене, јас ве избрав вас. И тука настанува таа човечка гордост, бидејќи човекот секогаш го нагласува на јас, а Исус вели јас ве избрав, не вие. Тука настанува таа ароганција и таа самоправедност. Бидејќи луѓето мислат дека со нешто тие што го прават, доаѓаат до Господа. А овде вели јас ве избрав, не вие. Таа самоправедност е многу лоша. И сега зошто светот не мрази? Бидејќи сме избрани. И сега некој ќе каже, па не е фер. Зошто овој избран, овој не? Не е фер. Но кој си ти да кажеш дека не е фер? Самото слово вели, глината не може да му каже на грнчарот, што правиш? Зарем Бог не е оној кој бира? Зарем Бог не е суверен? Не е семојкен? И сега тоа не е фер. Не е праведно, а кој е фер, кој е праведен? Па словото вели нема ни еден праведен. Значи, сите сгрешија. И кој може да рече дека ова не е праведно, кога и самиот не е праведен? Ако има некој безгрешен, нека фрли прв камен. Значи, фер е. Бог е семојкен, Бог е праведен и Бог е тој кој избира. Ова е многу подлабоко отколку што ние сме свесни за тоа. Значи, тој не избра во него, не избра за себе, уште пред создавањето на светот. Во 16 стих од минатата недела вели: вие не ме избравте мене, но јас ве избрав вас и ве поставив да одите и да принесувате плод, и вашиот плод да остане, и мојот татко да ви даде се што ќе посакате во мое име. Значи, христијаните, оние избраните, тие се плодоносни луѓе. И тоа трае. И тоа значи да се биде во Христа. Значи, плодоносни луѓе. Ако зеиме самиот збор црква, на грчки е еклесија. И тоа е составено од два збора. Ек, што значи од, и калео, повикан. Повикан од. Повикан од светот. Тоа е црква. Повикани од светот. Павле најмногу може да ни помогне за да го разбериме ова. Затоа што тој најпрво е мразеше и ја прогонуваше црквата. И тоа беше голем противник против Христа. И затоа тој знае што е таа религиозна омраза, што е прогонство. Знае што е да се мрази Бог и Божиото дело. Бидејќи тоа бил Савле. И кога беше кај царот Агрипа и се бранеше себе си и својата мисија, да видиме што ни вели во Дела апостолски 26 глава. Од 9 стих до 15.
И јас мислев дека треба да вршам многу нешта против името на Исуса Назареецот, што и го правев во Ерусалим. Откако добив овластување од првосвештениците, затворив мнозина од светите во темница, а кога ги убиваа, давав глас за тоа. И многу пати ги мачев во сите синагоги и ги принудував да хулат и прекумерно разјарен против нив ги гонев и по туѓите градови. Кога за тоа патував во Дамаск со власт и налог од првосвештениците, насред бел ден на патот, царе, видов светлина од небото, посилна од сончевиот блесок, која не осветли мене и оние кои патуваа со мене. И кога сите паднавме на земја, чув глас кој ми зборуваше на еврејски јазик. Савле, Савле, зошто ме гониш? Тешко ти е да се риташ против остенот. А јас реков, кој си ти, Господине? Господ рече, јас сум Исус, кого ти го гониш. Савле, зошто ме гониш? А кого Савле го гони? Ја гони црквата, ги гони верните. И после повикот од Бога, доаѓа откровение на вистината дека сепак ние сме два различни света. Луѓето во светот и луѓето кои се избрани од Бог. Од 16 до 18 стих, еве што вели. Но стани и застани на своите нозе, зашто затоа ти се јави, за да те назначам за служител и за сведок за ова што го виде, така и за оние во кои ќе ти се објавам, избавувајќи те од луѓево и од народите при кого те праќам сега. Избавувајќи те од луѓево, значи и од народите. Те избавувам и те праќам да бидиш сведок. Гледаме само два света. Свет на светлината и свет на темнината. Кнез на овој свет, свет на темнината, е сатаната, ѓаволот. И гледаме царство на светлината, каде цар е Исус Христос. Средина нема. И секој од нас, или е во царството на темнината, оставен сам на себе, под влијание на демонските сили, или е оправдан и преминал од таа ограничена љубов во вечна љубов, во царството на светлината, каде е заштитен од Бог, од Исус Христос, од царот. Секој од нас или е на пат за вечни маки, или е на пат за вечна радост. Средина нема. Тоа го проповедаше Исус, тоа го проповедаше Павле, тоа го проповедала првата црква. И тоа треба да го проповедаме и ние. За луѓето да се обратат од темнината кон светлината. И зошто светот не мрази? Затоа што сме светло. Бидејќи човекот не го сака светлото. Бидејќи го сака гревот. Гревот му омилел. Затоа не сакаат, бидејќи ги разобличуваме. Светлината ја открива темнината. Евангелието разобличува. Вистината ја разобличува темнината, го разобличува гревот. Павле ова го знае и на ова ги подсетува колосијаните на еден малку поинаков начин. И таму вели, тој не избави од власта на темнината и не пресели во царството на својот возлюбен син. Тој не избави, не извлече од власта, значи овој свет е под власт на сатаната, под власт на темнината, ама тој не извлече. И тоа е сила, тој не избави. Не е така лесно. Тоа е голема сила. Да извлечеш нешто, тоа е борба, нешто што се дави. Кога некој спасува некој давеник, борба е со самиот него. Може и тебе да те повлече, ама Бог е таја сила што не извлече нас од тој грев. И тоа не се меша, светлина и темнина, ама баш никогаш. Зошто не мрази светот? Значи затоа што не припаѓаме на овој свет.
А зошто не припаѓаме? Па тој не избави, значи не истргна, не извлече од власта на светот. И затоа не мрази. Сега прашање, кој е светот? Мора малку из ова да зборуваме, нема на широко. На времето јас се сеќавам кога моите баба, дедо велеа, немој да одиш во светот. Не мислеа да не одиме по овој бел свет што се вели по земјата, по низ државите. Мислеа да не одиш во светот, да не одиш во луѓето што се надвор, да не се мешаш со тие народни маси, бидејќи може да се заневеде некое лошо друштво. Меѓутоа денеска, за жал, децата не мора да се пуштаат во светот, доволно е да му се пушти телевизија, да му се даде интернет и светот е тука. Светот е тука насекаде. И сега, што е светот и како да се заштитиме? Значи, светот или духот на времето, како што е опишан, е се околу нас. Сите очекувања, сите амбиции, кои се морални и неморални, се во светот. Тоа е светот. И тој свет се владее со паролата: се што ти треба е љубов. Се што ти треба е љубов. Ама каква љубов? Не зборуваме за љубов која ја кажавме во онаа рамка. Туку љубов спрема богатство, спрема материјално нешто, спрема пари. Љубов спрема секс. Ама љубов буквално за се. И така луѓето велат: па јас љубам. Така светот гледа на љубовта. Љубов од интерес. И тоа е околу нас и тоа е секојдневно. Тоа е светот. Значи, такви се луѓето. Кога зборувам за свет, зборувам за луѓето. Но, брајки и сестри, тоа не е љубов. Тоа е поход и тоа е грев. И сега, што се случува при наново раѓање, посветување, откупување и спасување на една личност? Личноста добива и преку осветување открива многу поразлични мисли од ова, што сега го кажав. Многу поразлични мотиви и многу поразлични цели во животот. И се случува неминовно одвојување од светот. Неминовно одвојување од светот. И Џон Стот ова го кажал и го нарекол контракултура. Јас сум тотално поразличен од другите. И тоа е тоа сведоштво. Нашиот живот, нашето однесување живо сведоштво за Бога. Ако човекот е наново роден, тоа што ја добива? Христовата мисла, Христовата надеж, Христовата содржина, Христовите цели и мотиви. И така гледаме два различни света. Два различни света сме. Или може би не сме. Треба да се запрашаме. Во кој свет припаѓаме? Нема средина. Може би, како што реков, ако отидиш во светот да не те завладеј, не сме отишле во светот. Но да внимаваме, данес не го пуштиле светот внатре кај нас. Бидејќи мора да заштитиме, тоа е проблем. Како го пуштаме светот внатре кај нас? Преку нашите деца најчесто. Децата ни одат во светот, ние го одобруваме тоа, тие се враќаат, па добро е, ајде, ќе биди, па вака, па така, и немаме критика, тоест немаме поука за сето тоа што го прават, и светот е тени го дома. Во црквата доаѓаат нови луѓе. Наместо тие да се владеат и да се обраќаат кон Словото, ние му проповедаме Евангелие кое е селектирано, за нив да му биде добро и угодно, и така светот доаѓа кај нас. Наместо луѓето да се обраќаат. Значи го пуштаме светот внатре и тоа е опасно. Тоа е проблем. Како треба да заштитиме од тоа? Со Евангелието.
Вистинското евангелие. Неселектирано евангелие. Јован таа различност, тоа одвојување, покасно го дефинира и во своето послание до црквата. Прво Јованово 2:15. И таму вели вака: не сакајте го светот, ниту она што е во светот. Ако некој го сака светот, љубовта на Бог Таткото не е во него. Ова значи, кој го љуби светот не е спасен. Нема љубовта Божја во него. Бог не е во него. Љубовта од Бога не е во него. Страшно. И светот денес, знаете што сака? Сака да го избегне судот, да се ослободи од страмот од судот. Од страмот од пеколот, од страмот од гревот. Тоа го прави секој човек. Ама како го прави тоа? Сака сам да го направи тоа. Не го бара Бог. А Исус што кажа? Без мене не можете ништо. Значи, ако некој го сака светот, љубовта од Бог Таткото не е во него. И ова е еден одек, едно ехо на Исовите зборови од 19 стих. Ако бевте од овој свет, светот би ги љубел своите. Исус вели, ако бевте од овој свет, светот би ги љубел своите. А ако некој го сака светот, љубовта од Бог Таткото не е во него. Практично ова како би изгледал. Светот не фали, ни аплаудира, супер сте, супер сте. Тогаш каде сме? Бидејќи светот ги сака своите, а нас не мрази. А овде како не фали, тоа е таа практичност. Каде се наоѓаме тогаш во однос на Бог? Видете што вели Јаков. Јаков вели еден збор. Прељубници. Прељубници. Не знаете ли дека пријателството со светот е непријателство со Бога? Сигурен пат, како ќе се оддалечиш од Господа, како ќе отпаднеш, иако сте биле на лозата, иако сте шмукале од таа љубов, од тоа заедништво, па и материјални можеби добивки, и знаење од лозата. И се. Значи, сигурно дека може човек да отпадне е пријателството со светот. Дека е отпадне. Но не е крај на приказната. Луѓето што одат во светот, тие нема да завршат во светот. Ке завршат на дното од светот. И сите ќе им се смеат. И светот, и црквата. Зарем не е така? Погледнете го Лот. До Содом, во Содом и на крај Содом во него инцест. Тоа е пат или тоа е пад. А што направи? Само виде како е добро на водната Јорданската долина. Колку е убава, колку е прекрасна. Значи, пријателството со светот е непријателство со Бог. Пријателството со светот и пријателството со Бог никогаш не одат заедно. Значи, не можеш да му бидеш пријател и на светот, и на Бог. Не може тоа да биде. Така вели писмото. И потоа Јован продолжува во 1 Јованово 2:16, вели: зашто се што е во светот, похотта на телото, похотта на очите и гордоста на животот не е од Таткото, туку и од светот. Похот, страст, желба за страст, грев, тоа е светот. Тоа светот. И тоа го нуди. И тоа е таа христијанска контракултура. И Павле добро ја опишал во посланието свое до Филипјаните. Втората глава од 14 до 16 стих.
каде што вели: правете се без ропот и двоумење, за да бидете безпрекорни и чисти, непорочни Божии чеда, среде опак и расипан род, меѓу кој светите како светила во светот, држејќи го цврсто словото на животот. Значи, вие сте светло во светот и тоа не може да се исклучи. А темнината не е во светот. Темнината не ја трпи светлината. Затоа светот не мрази. Бидејќи не сме од светот. Затоа што Бог не извади од светот, не избави од светот, не истрга од светот, од темнината. И самиот тоа текст тоа го вели, а не јас. Но, сето ова држејќи се цврсто за Словото. Втора причина, зошто светот не мрази, таа е дел од текстот, вели слугата не е поголем од својот господар. Ајде да ги прочитаме 20 и 21 стих од нашиот текст. Помнете го зборот што ви го реков, слугата не е поголем од својот господар. Ако ме гонеа мене, ќе ве гонат и вас. Ако го пазеа моето слово, ќе го пазат и вашето. Значи, Господ на оние што ги возлюби до крај, пред неговото заминување, им повторува она што порано им кажал. Значи, Исус порано ова го има кажано и тоа е запишано во Евангелието по Матеј. Матеј го запишал во 10 глава. Тоа е повик и испраќање на апостолите во еден контекст, вели: ве праќам како овци меѓу волци. Во контекст на ова. Овца меѓу волци. Тоа е црквата во светот. Тоа е мисијата во светот. Тоа сме јас и ти во светот. Овца меѓу волци. И Савле беше волк. Ама се обрати и точно затоа и ние треба да ги љубиме и тие во светот. Тие кои не мразат. И тоа да ги љубиме со вистинска љубов. Тоа е тешко. Да го љубиш оној кој те мрази. Но верувај дека најслични сме на Христос кога ги љубиме своите непријатели. Љубов во контекст на омраза. И тоа е тој пресврт, ама слава на Христос, што ни го дава тоа. Ајде да видиме Матеј 10 глава, 23 стих, што ни кажува. Кога ќе ве гонат во градов, бегајте во друг, зашто вистина ви велам, нема да ги обиколите израелските градови, додека дојде Синот човечки. Овде Исус дава едно пророштво, овде е пророкувано прогонство. Значи, црквата е чека прогонство, брајки и сестри, за да се исполни писмото. Прогонството е присутно низ целата историја на црквата, ама на крајот ќе биде најголем. Тогаш ќе се види кој е кој од нас. Прогонството секогаш е чисти и ја зајакнува црквата. Во прогонството црквата и расте, ама ова денеска се доста матни времиња, измешани времиња, а прогонството допрва доаѓа. Христос ова го пророкуваше и сега во контекст на претходното, од 24 до 28 стих Матеј 10 глава, вели: ученикот не е над учителот, ниту слугата над својот господар. Еве го она што Исус им вели во нашиот текст: помнете она што ви реков. Ако стопанот на куќата го нарекоа Велзевул, колку повеќе неговите домашни. Затоа не бојте се од нив, зашто нема ништо покриено што не ќе се открие, ниту сокриено што не ќе се дознае. Што ви говорам во темнина, кажете го во светлина. И што ќе чуете на уво, прогласете го од покривите. И не бојте се од оние
кои го убиваат телото, а душата не можат да убијаат. Туку бојте се повеќе од оној кој може да ги погуби и душата и телото во пеколот. Ова е премногу. Не само што ќе ве мразат, не само што ќе ве гонат, вели ќе ве убиваат. Така вели. Сега некој може би овде ќе речи, па ние не сме во тој прв век, ова е друго време. Ова е слободен свет. Не знам јас некој да е прогонет од вас. Но ако побарате некои документи од оние што се занимаваат, има мисли што се занимаваат со прогонството на црквата, тие тврдат дека досега низ историјата се убиени 70 милиони христијани, од кои 2/3 во, тоест после 20 век. Сега сме 21. Значи во овие 125 години 2/3 од 70 милиони. Човекот напредувал. Да, ама на полош. Гледате на каде одиме. А Исусовото пророштво уште стои и Павле се уште е во право кога тврди дека сите што сакаат да живеат во Христос ќе бидат прогонети. Зошто денес немаме такво прогонство? Зошто? Па затоа што ретко јавно се проповеда дека гревот е клучен проблем, дека треба покаяние, дека прељубата е грев, разводот е грев, хомосексуалноста е грев. Кога последен пат сте слушнале некој да речи па православната црква не го проповеда библиското евангелие? Кога последен пат се рекло дека пеколот е полн со религиозни луѓе, оние што се номинираат како христијани? Ретко. Значи селективно евангелие. Смислено евангелие се проповеда. Хајде ова да го проповедам и да го велиме постојано, јавно негде надвор, па да видиме како ќе завршиме. Омраза и прогонство. Зошто не прогонуваат? Па затоа што се организираат заеднички молитви, еве сега заеднички прослави се бараат некои, заеднички вечери на славење, па сите заедно. И на крај имаме што? Еден ист Бог, ист татко. Еден е Бог. Сите одиме кон Бог, ама само по различен пат. Некој одавде, некој. А Исус јасно рече, јас сум патот, нема друг пат. Затоа нема прогонство. Се додека се сообразува црквата во светот и со светот, нема да има јавно прогонство. А што е темел на нашето заедништво? На ова заедништво овдека? Заедништво помеѓу брајка, сестри, помеѓу христијани. Словото, евангелието. Тоа е темелот. Како? Еве, еден јасен пример, тргнувам од себе. Од овдека вас со единствено Тинче ја познавав уште од дете, бевме комши како деца, Аце го познавав негде од 7-18 години од чарши. Другите верувајте дека воопшто не ве познавав. Но што не соедини? Евангелието. Не соедини Исус Христос. Но Евангелието е офанзивно и го напаѓа гревот. И тек после Христос е решението. Евангелието да спојува, обединува. Како што кажа, го прави тоа заедништво. Но уште повеќе разделува. Затоа што е офанзивно и навредливо за некој. Безумство. За безумност. И тоа ја дели вистината од невистината, дури и вистината од полувистината ја одделува. Каколот од житото, небото од пеколот. Евангелието ги дели луѓето. И тоа како ги дели? Дели.
Евангелието. И што Исус понатаму им вели во Матеј 10 глава, од 32 до 38 стих ќе прочитаме. И така секој кој ме признава мене пред луѓето, ќе го признавам и јас него пред мојот татко, кој е во небесата. А кој ќе се одрече од мене пред луѓето, јас ќе се одречам од него пред мојот татко кој е во небесата. И сега гледајте. Не мислете дека дојдов да донесам мир на земјата. Не дојдов да донесам мир, но меч. Зашто дојдов да го раздвојам човекот од неговиот татко и черката од незината мајка и снајата од незината свекрва. И непријатели на човекот ќе бидат неговите домашни. Кој го љуби таткото или мајката повеќе од мене, не е достоен за мене. И кој го љуби синот или керката повеќе од мене, не е достоен за мене. И кој не го зема својот крст и не оди по мене, не е достоен за мене. Значи, дојдов да разделам. Се случува и ќе се случува и кај нас. При наново раѓање ние се одделуваме. Друг е духот, друга е мислата, друг е газдата, друг е господарот над нас. Друг е мотивот, целта. Се е различно. Два различни света сме веќе. Дали го разбирате? Два различни света. И денес, како ги погледниме црквите, јас би рекол дека верен треба да бараме меѓу верниците. Ако ова го гледаме. Верен помеѓу верниците, бидејќи се е многу измешано денес, многу е измешано. Кој ги љуби вели повеќе домашните, не е достоен за мене. Разделба, разединување, да размислиме за ова, да размислуваме за ова. Дали ги љубам моите повеќе, отколку Бог. И тоа е она што го реков. Не се познававме, но сега сме заедно, ние сме семејството. Тие се друг свет. Мајка, татка. Тоа е тоа. Зошто светот не мрази? Ај малку подипломатски да не биде не мрази. Зошто светот не сака, да речеме? Прво, не припаѓаме на светот. Слугата не е поголем од господарот. И на крај, третата точка, не го познаваат Бог. 21 стих. Туку се ова ќе ви го прават заради моето име, зашто не го познаваат оној кој ме прати. И сега може би пак некој парадокс. Ако знаеме дека Исус му зборува на апостолите, тие се евреи, па како евреите не го познаваат Бог, кога евреите се Божји народ? Но кога Новиот Завет вели свет, контекстот одредува на тој религиозен свет. Голем број луѓе и денес се само нарекуваат религиозни. Непознавањето на вистинскиот Бог води до создавање на своја слика за Бог. И тоа води до лажно верување и славење на некој лажен Бог. Ако не го познаваш Бог, ти имаш некоја своја слика и веруваш во некој лажен Бог. И тоа сатаната го сака. Луѓето сами да си направат Бог на своја слика. Како што нив им одговара, и така го толкуваат и Словото, како што нив им одговара, селективно, смислено. И затоа треба постојано и секогаш да се проповеда вистината. Само вистината. Што на вистина кажува текстот? Да не дозволиме нашето его и нашата смисленост да му угодиме на другите или за нас да самите себе да се угодиме, да не прелажат. Да не се прелажеме со тоа. Тоа го сака џаволот. Селективно евангелие. Евангелие кое скокот ка уши. Непознавањето на Бог го доведува до тоа. И не доведува до проблем. Хајде да читаме од 22 до 25 стих. Да не дојдев и да не им зборував, немаше да имаат греф, но сега немаат изговор за својот греф. Кој ме мрази мене, го мрази мојот татко. Да не направев меѓу нив дела какви никој друг не направил, немаше да имаат греф. Но сега видоа и пак не замразија мене и мојот татко. Туку треба да се исполни словото запишано во нивниот закон. Ме замразија без
причина. Значи слуша, гледа, ама не верува, зошто не го познаваа Бог. И денес луѓето слушаат, ама не веруваат, не го познаваат Бог. Ако не слушна и не видеа, немаше да вели да имаат грев. Ама слушаат, гледаат. Тоа важи и денес. И тука се насобира таа религиозна агресија. Зошто не го познаваат Бог, не го познаваат Бог. Имаат своја слика, своје видување за Бог и сега вистинското евангелие како меч и тие се одма агресивни. Одма имаме агресија. Пред некоја година имаше некои детски библии палење, во Брод пред 7-8 години расфрлање на нови завети. Зошто? Од таа религиозна агресија, бидејќи не го познаваат Бог. И ние што треба сега? Одма да возвратиме? Не. Не треба возвраќање. Ние треба да возвратиме со љубов и со љубов да го амортизираме сето тоа. Бидејќи Исус вели, љуби го непријателот свој. Бидејќи се ова е за да се исполни Словото. Ние што сакаме да направиме, Словото ќе се исполни. Се си оди според планот. Еве 25 стих. Туку треба да се исполни Словото запишано во нивниот закон. Ме замразија без причина. И понатаму до крај, ако ќе дојде утешителот, кого јас ќе ви го испратам од таткото, духот на вистината кој излегува од таткото, тој ќе сведочи за мене. А вие ќе сведочите зашто сте со мене од почетокот. И сега, каде можеме да го најдеме ова што е запишано во нивниот закон? Псалм 35, 19 стих. И таму вели вака. Нека не се радуваат над мене неправедните непријатели. Нека не намигнуваат со очите оние што ме мразат без причина. Псалм 69. Да видиме што вели. 4 стих. Побројни се од влакната на мојата глава, оние што ме мразат за ништо. Оние што ме мразат за ништо. Без причина. Потврди се од моите коски, оние што ми се противат неправедно. Зар можам да вратам она што не сум го ограбил? И сега и да прочитаме до 14 стих овој псалм. Боже, ти ја знаеш мојата безумност, не ти се скриени моите гребови. Нека не се засрамат заради мене оние што се надеваат на тебе. Господи, Господи над воинствата, нека не се засрамат заради мене кои те бараат тебе, Боже Израеле. Зашто заради тебе претрпев навреда и срам, ми го покри лицето. Туѓенец им станав на брајката и странец на децата на својата мајка. Гледате разделување. Туѓенец на своите. Зошто ме изеде ревноста за твојот дом и навредите на оние што те навредуваат тебе, паднаа на мене. Душата ја измачував со пост, ми се сврте на срам. Зедов врејка за облека и им станав приказ. Кои седат пред вратата зборуваат против мене, пијаниците ми пеат шеговити песни. Но тебе ти се молам, Господи, во време на милоста Божја. Услиши ме според твојата голема добрина, според верноста на твоето спасение. Извлечи ме од калта за да не потонам. Избави ме од оние што ме мразат, од длабоките води. Се тоа што го кажавме, еве го. Ова е месијански псалм за Исус. Исус кога дојдоја неговите, што рекоа, мајка, татко, мајка ти и брајка твој се надвор. Тој што рече, не се тие, мои брајка се оние кои го пазат моето слово. Значи, не плашете се од оние кои можат да го бијат телото. Не плашете се од сето ова, од оние кои ве мразат, бидејќи планот оди понатаму, Бог е суверен. Планот си оди понатаму. А и ние
порано не сме биле многу подобри. И ние сме имале лажна слика за Бог, но Бог не избави. Вистината е многу важна. Вистинската црква, вистинските верници не прогонуваат. Тие се прогонети. И љубат во контекст на омраза. Прогонство треба да се прифаќа, дека е тоа исполнување на Словото и тоа доаѓа. И тоа ќе се случува. И овој пресврт во Јован 15 глава зборува дека љубовта секогаш треба да се разбира и да се практикува во контекст на омразата. И како се тоа е многу тешко, љуби го непријателот свој. Со помош на утешителот, со помош на духот на вистината, кој излегува од таткото, и на оној кој е наново роден, тој дух живее во него, и точно преку Светиот Дух можеме да оправиме тоа. И така, и само така, ќе бидеме живо сведоштво за Христос. Значи, сведоштво со послушност во љубов. И пак ќе кажам за крај. Љубовта е заповед, не емоција. Амин. Да се молиме. Татко Небесен, се милостив Боже, Ти благодариме за Твојата милост, за тоа што Ти не возлюби, но и Ти не избави од калта, од таа тиња во која тоневме во нашите гребови и не пресели очистени во царството на светлината. Не избави од рацете на сатаната и ни даде живот вечен во Твоето присуство. Ти благодариме што си ни го дал Словото, да можеме повеќе да Те спознаваме и да имаме една вистинска слика за Тебе, а не да правиме лажна слика и да имаме лажни верувања. Те молиме, Господе, давај ни охрабрување, давај ни сила да го проповедаме Твоето вистинско Евангелие, Евангелието што Ти си ни го дал. Не селективно и не да го правиме угодно да ни биде само нас. Знаеме дека тоа Евангелие раздвојува, знаеме дека тоа Евангелие разобличува, но сето тоа е за наше добро, преку него да ги спознаеме нашите гревови, да се покаеме и така да дојдеме до прошка и спасение, Господи. Те молам, Господе, благослови не сите нас, секој еден кој е овде, но и благослови ги оние кои не се со нас, каде и да се, и давај му утеха, и давај му охрабрување и ревност за Тебе, Господи. Да ревнуваат, да можат да Те бараат и да Те спознаваат. Се молам, Господи, за овој град, за овој народ овдека, за овој свет. Ти откривај му се, што е можно повеќе, користи не и нас, да бидеме светлина во овој свет. И за што повеќе спасени срца, Господи. Срца кои ќе омекнат и Тебе ќе Те бараат и ќе ревнуваат за Тебе. Се молам и за властите. Ти, Господе, давај му мудрост во нивните одлуки кои ќе бидат угодни на Тебе. А со тоа и ние ќе имаме побогоугоден живот. Се оставаме во Твои раце и според Твоја волја. Во името на Исуса Христа се молам. Амин.